Каско осигурување е единствениот начин да бидете обештетени доколку вашето возило настрада во вторникот. За зградите чии кровови летаа од ветрот со брзина од околу 130 км на час, обештетување може да добиете само доколку заедницата на станари го осигурала заедничкиот имот. Во спротивно, пари можете да добиете само на добра волја на институциите и општините. Паркови и зеленило е институцијата која се грижи за дрвата во Скопје. Ги бележи оние кои се за сечење или за кроење. Но тоа не значи дека ќе бидете обештетени доколку вакво дрво ви направило штета, зашто невремето во вторникот се смета за елементарна непогода. Обештетување правиме во случај кога силината на ветрот е под 60 км на час или доколку во нормални временски услови се случи обележано дрво, тоа значи за тоа дрво градот Скопје има издадено решение за кастрање или за сечење и тоа дрво доколку предизвика некаква материјална штета, во тој случај паркови и зеленило ги обештетува граѓаните. Автоодговорност е осигурување кое го плаќаме при секоја регистрација на возила, но тоа не покрива штети од надворешни фактори. Од осигурителните компании велат дека многу е мал бројот на граѓани кои возилата ги осигуруваат каско. Тоа обично го прават оние кои купуваат нови возила, особено доколку тоа е на лизинг, што во суштина наложува каско осигурување. Меѓутоа, не сите каско полиси значат дека би добиле обештетување, туку во самата полиса мора да постои ставка ризик луѓе. Каско осигурување представува осигурување во кој што го осигурувате вашето возило од повеќе ризици. Ризик сообраќајна незгода, ризик пожар, ризик луѓа, поплава, многу ризици во кои што еден од осигурани ризици во нашата компанија, а зависно од тип на осигурување треба се види дали во сите, е ризикот луѓа кој што се случи. Он опфаќа обештетување доколку настане штета на осигураното возило од кое што е причинето од овој. Во делот на заедничкиот имот во објектите за колективно домување процедурата е уште покомплицирана. Собствениците на посебни делови со договорот за заемни односи имаат можност да го определат начинот на осигурување на заедничките делови на зградата и да плаќаат осигурителни премии. Собствениците на посебните делови одлучуваат за работите на управувањето, меѓу кое е и осигурувањето на заедничките делови, инсталации и опрема, како и градежни елементи на стамбената зграда со мнозинство гласови според собственичките делови, а управителот или председателот на заедница на собственици ги извршуваат одлуките на собствениците на посебните делови, велат од Регулаторната комисија за домување. Сепак, државата најавува дека ќе ги обештети граѓаните, иако барем засега нема информација дали ќе бидат исплатени 100% од штетите или само одреден дел. Општините веќе формираат комисии кои ќе разгледуваат и одлучуваат за пријавените штети. Граѓаните кои што имаат штета треба да ја пријават таа штета кај комисиите. Тие ќе направат проценка и веднаш во комитетот за проценка на штети ќе ги достават до владата, а ние согласно закон и пракса ќе интервенираме и ќе ги обештетиме тие кои што ќе пријават штети. Во големото невреме во вторникот, само во Скопје оштетени беа речиси 120 возила, 35 покриви, паднаа безмалку 200 дрва, а штета има и на многу јавни објекти, како училишта, објекти на министерства и јавни институции. Даниел Василев, Сител телевизија.